Ахмети намерно го понижува Ковачевски. Лежерни проекции на Пендаровски и Спасовски за косовските случувања. Војниот профитер Ахмети обвинува за нацизам кај македонците кога се загрозени неговите и партиски бизниси. Ова се дел од констатациите на вечерашниот соговорник во ово издание на Трилинг. Арсим Зеколи, поранешен амбасадор, колумнист на Дојче Веле. Господин Зеколи, во една од вашите колумни велите имаме некадарни политичари и се соочуваме со безнадежна ситуација. За да најдеме надежда, прво треба да се навратиме на две битни точки. Тоа е да се навратиме наназад и гледаме каде грешевме. Во овие 20 години сите наши надежди се базира врз структурите кои ги имаме, тоа се партиите кои ги произведуваат луѓето, и второ во некритичкиот однос кон што подразбираме под реформи. И ако гледаме наназад, ги гледаме рециклирање на тие лажни надежи кои се јавуваат во смена на партиите кои доаѓаат на власт. Тоа е особено важи кај во македонскиот политички кампус, кај албанскиот тоа е доминацијата или веќе диктатурата, може да се каже, на ДУИ. Она што е евидентно е веќе дека, и мислам дека и кај граѓаните стануваат се посвесни, е дека кратенката, партиските кратики веќе не влечат гласови, не значат толку многу во определба за кого се гласа, туку повеќе се гледа на профилот на самите ликови. Дали е на сцена политичка проституција? Па видите, проституцијата е алтер его на политиката. Тоа секогаш било. Има еден полош збор, бидејќи во тој термин што го употребите, проституција има cost ефект, нешто што давате, нешто што зимате. Ова е полошо од тоа. Ова е, ако веќе се го користиме тако термин, повеќе наликува на силување. На една безнадежно општество, оставено само на себе, без никаква помош, во која се менуваат структури и имаме исто така помагачи од страна кои ни викаат, знаете што, подобро е да истрпите, но нема да ве убијат. Често слушаме од македонските водства, ние сме членки на НАТО и сме под сигурен, безбедносен чадор, но светот веројатно е пред турбулентни времиња, регионот, Балканот, Блискиот Исток. На нашата мок досега помалку, како да изгледа, и немоки. Тоа го забележав непосредно по инцидентот во Банјска, кога нашите представници или се залета во молчење, или се залета во давање на некакви аспирини изјави кои се, ефектно кажам, безсмислени. Кога еден амбасадор на САД ви кажува, и тоа на 50 километри од овде, ви кажа дека ова не беше само напад врз Косово, туку е напад врз регионалната стабилност, тогаш се поставува прашање ние како земје членки и ние како функционери кои имаат врска со сите безбедносни системи на НАТО, во основа на што ги градат заклучоците. Убаво е тоа да се смирува јавноста, да не се подреваат сомнежи, стравови, се до тоа, но тоа е само дел од одговорноста на политичарите. Господин Зеколи, вице-премиерот Битичи зборува за помилување, лидерот на ВМРО ДВМН говори за обединување. Дали на сцена може да ни биде меѓусебно простување? Тоа не е некоја новина. Тоа само се продолжува под различни форми, вербални акробации, но тоа е суштината. Да се разбереме, кој денеска е во затвор? Во затвор се оние изведувачи на 27 април. Тие мали војничиња, тие фигуринки со кои олигархијата, политиката имаат игра на сцената, иди скрши му ја главата на овој, иди покажи дека си патриот. Кој од налогодавците е зад Кели? Едноставно која игра на лево и на десно. Но каде е Мијалков? Каде е Груевски? Што му фали на Груевски? Што му фали на Ѓорги Иванов? Господин Ахмети влезе, тоа е феномен во светски рамки, влезе на црна листа и го изведе која веднаш и го ставија Невзат Халили. Што лошо
има направено Невзат-Халили. Дека се залагал за Илирида, па на известен начин додека не делува конкретно, и тоа е дел од политичките права на некој лик. И да земеме редица други. Што точно лошо им се има случајно? И сега ние треба да дебатираме на што мислат, и седо тоа завиено во обланда дека да, ама ние правиме жртва за добро на народот. За народот го внесеме во ЕУ. А јас ви уверувам дека не во Брисел, туку ни земите членки се држат за глава. Бидејќи тоа не е амнестија, тоа е impunity, неказливост. Санкционирана, легитимизирана, легализирана и парфимирана неказливост. Тоа е името. Нема тука никакво помилување. Ке има уставни измени, странското влијание во Македонија е константа. Ова е ваш став од летоска во јуни. Дали важи истата констатација денеска? Дали денеска се уште мислите и очекувате дека ќе се успее да се стигне до потребното мнозинство и да се донесат тие многу значајни промени со внесувањето на бугарите во преамбулата? Целата година темата беше за да се убеди ВМРО да ги даде тие неколку пратеници да се придобијат. Но всушност оно што се одвиваше под таа стратегија, тактика, се одвиваше стратегијата на така да кажеме месење на јавното мнение во прифаќање на уставните измени, помалку отколку во прифаќањето на тоа дека да, бугарите треба да бидат во уставот. Бидејќи по никоја друга логика нема аргумент зошто да не бидат. И ако гледаме во последни, споредиме со пред година дена, или пред година и пол-две, мислам дека јавното мнение е далеку по-спремно за прифаќање на таа промена, а ВМРО, бидејќи се покажа како партија која не успева да наметне вистински идеи за промени, вистински реформи, таа полека останува на таа груевистичка матрица на следење на пулсот на каде иде општеството. Дали овие промени пред се измените на кривичниот законник, предлогот закон за амнестија, помилувањето се со цел да се стигне до потребното мнозинство и за изгласување на уставните промени? Јас ги разбирам од ВМРО и секогаш држам таа дистанца дека една опозиција мора понекогаш да биде радикална за да стигне до јавноста и ги побуди чувствата на граѓаните. Но знаете што, неколку пати имам нагласувано, вие го користите зборот радикални, јас зборувам за екстремни. Тоа се екстремни поведенија. Екстремните имаат тенденција секогаш да тргнат од екстремно и се вратат на почетната точка на она против што се бореле. Радикалното е сосема поинакво. Нашата опозиција, македонски и албанска, може да наречеме со секој збор, радикални не се. Бидејќи радикално подразбира темелна промена во служба на интересите на општеството и граѓаните. Нашите опозиции, како што беше СДСМ некогаш, така и ВМРО и другите опозицијски партии се екстремни. Ти идат во еден екстрем, за да се диференцираат од владата. Но после 3 месеци во власта, стануваат исти ко нив. Во една од колумните видите СДСМ ќе биде декласирана на следните избори, ВМРО ДПМН ќе победи на изборите. Каква политичка сцена не очекува? Многу е сакам еврејската поговорка, внимавај што посакуваш, може да се случи. Со оваа опозиција, ова ВМРО и генерално оваа опозиција, на известен начин им посакувам да им се исполни жалбата. Но се плашам дека не се ни свесни каков жерок компир ќе добијат во рацете. Второ, мисијата на Мицкоски во овој момент не е толку да победи власта, колку да даде привид, едно чувство дека
постои една кохерентна кохезија, една гранитна стабилност, унисоност во опозицијата, што апсолутно не е вистина. Ова во Македонија има веќе големо раслојување помеѓу начините на гледање на политиката, геополитички интереси и ориентации. Што веќе ми личи дека доаѓаме близко до една ситуација на Италија во која имаме експлозија на мали партии. Тоа почна во албанскиот кампус од 2016 и полека се шири и низ македонскиот кампус. Видете, овие промени кои се имаат случувано од 2016 навака, нам ни се чина дека тие се само протоколарни, да се стави некој рече, да се стави некој нов закон. Но тие имаат влијание во раслојување на општеството и на граѓаните и на гласачките тела, кои може да се осетат партиите или водства да ги чувствуваат, но не може да ги дефинираат, бидејќи тие не се секојаш во контрола на се што се случува. Така да, точно, ВМРО може да победи. И известно е дека ќе победи. Дали е тоа достаточно? Тоа го гледаме насекаде низ Европа, во каде што победниците победуваат, но тоа не значи дека владеат или барем владеат доволно колку што сакаат. Ова не е веќе ни Македонија, ни на Заев, ни на Црвенковски, ни на Груевски, ни на Ковачевски и на Ахмети. Јас чувствувам дека доаѓаме во еден нов моментум во кој ќе има многу повеќе политика и умешност да се балансира помеѓу на вистина сосема спротивставени интереси. Од една страна, тоа ќе може да предизвика една филтрација на политичката сцена, бидејќи веќе не може да се ставаат убави девојчиња и убави момчиња колку за на камера. Туку ќе мора нешто и да се каже. Но она што е најбитно, се тоа, предизвикот за било каква вистинска радикална промена е само она која ќе го врати влијанието на парламентот. Сето друго, оваа владина демократија што имаме, ја практицираше Груевски. Сега ја практицира Ковачевски. Очило Мицковски сака да продолжи со неа. Тоа е гарантот дека нема промени со нив. А оној што е доволно храбар да ја врати парламентарната демократија, тој можеби ќе биде најмногу изгорен, но исто така, доколку е умешен, ќе може да се обезбеди децениско владење без никаква мака. Последните анкети покажуваат и во албанскиот блок дека и натаму дуе е супериорен и покрај, например, фактот што и влезот на партијата на Таравари не успеа да ја потисне поддршката што има Али Ахмети. И покрај тоа што претходно, например, Таравари постојано говореше дека Дуј е главниот кочничар, главниот извор на корупција, криминал. Единствената анкета на која верувам последните 2 години беа изборите во Тетово. Тоа беше анкетата во која се покажа дека Ахмети и Дуј, неговата Дуј е во незапирлив веќе пат. Дека он не може да очекува реприза на она што се случи 2020, дека ќе има некоја нов моментум на кој тој ќе се извади. Тоа е веќе завршена приказна. А со него завршува една приказна за таа генерација на Facebook политичари која се јавија во период 2015-16 на убави момчиња со многу јаки финансиски средства за рекламирање, со јака поддршка како од СДСМ, така и од ВМРО, да се спречат некои подруги, поавтентични ликови да стапат на сцена. И таа генерација беше од Артан Груби, па враќањето на Бујар Османи, па Таравари, па Зијадин Села, кои сите направија еден убав шпалир, прошетан из политичката сцена, се покажаа и дека всушност се принципиелно и карактерно далеку послаби од она што го имавме дури и во времето на Дуј од да кажеме 2004, 2005 или 2006 година. Така да и нивното време веќе истекува. Тоа е конфликтуозна генерација која сака да се покаже во кавги меѓу себе. Господин Заколи, идната година председателски и парламентарни избори. Како би го портретирале идниот шеф на државата?
ме ставате во многу лоша позиција, бидејќи треба да имам некоја референтна точка на споредба. И кога го гледаме тоа, многу ми е жал, но тргнуваме од, например, ликот и имиджот на еден Киро Глигоров. Човек со искуство, возрастни години, се тоа е во ред. Но човек кој ја запечати судбината на Македонија со таа политика на еквидистанца. И со не секојаш дефинираниот однос кон соседите, конкретно односот кон Србија и кон Грција. Така да не може да биде референтна точка, се во некоја емотивна категорија, но политички, прагматично не е референтна точка. Господинот Бранко Црвенковски беше нешто што личеше како лик, како појава, како звук пред камери, но сега гледаме дека всушност и кај него постоела таа обседната со еден мачистички однос кон политиката на еден конгломерат помеѓу војвода и комесар партизански. Господинот Иванов, навистина, нема да кажам ништо за да не го навредам, но единствено не може да се прифати. Господинот Пендаровски само продолжение на таа школа. Она што во секој случај, сега немојте да мислите дека имам некој еджистички мотив или причина да тоа да го фаворизирам, но она што е навистина клучно е тој човек да биде во своите доцни и зрели години. Бидејќи сите овие луѓе, со случај на господинот Глигоров, доаѓа во една фаза на доцна младост, на неизживеаност и на некоја персонална визија за како тоа функционира светот, а не реал политичка. Затоа ни треба некој кој што помалку ќе биде атрактивен за медиуми. Ќе знае да делува од позадината, да биде некој, тоа американци го именуваат како smooth operator, за помирување и за по-достоинствен вокабулар во кој се искажуваат државнички, а не политички аналитичарски ставови. Тоа е многу тешко. Но за жал кај нас процесот ни дава таков кандидат како што е и самиот процес. Процесот кај нас е диктиран од тоа ќе најдете 4-5 уредници, ќе им платите или ви се пријатели јарани, ќе го фалите до неба, ќе каже дека тој другиот е катастрофа и црно зло на земја, и после 6 месеци тие истите кои ги имаат фаворизирано ќе кажат не го знаевме дека е ваков. Нешто слично како што Љупчо Ѓоргиевски реагираше за Борис Трајковски. Видете, верувајте, исто се случуваше со сите. Се сеќавам за Бранко, кога веќе он прво стана патриарх, а потоа стана председател. Па потоа кога за господинот Иванов ми кажува дека е врвен ум, интелектуалец и седо, тоа за да се покаже дека да, во својата струка конкретно можеби е, но во политичката струка е тотален аматер. Човек кој има еден пубертетски однос кон политиката базиран на ама јас неки вака. Тоа не е политика. И на крај господинот Пендаровски, кој едноставно дојде до таа позиција преку, јас не го имам кажам, тоа самите го имат кажам, преку безмалку уцена на Заеви или јас или правно нова партија. И тоа се резултатите кои ги имаме. Но ние имаме тенденција да ги обвинуваме кандидатите. Но јас предпочитам пред се да ги повикаме на одговорност оние кои ги нудат тие кандидати. Како се профилираат? Како се тестираат? Докаде е достигнало нивното знаење? Кој е опсегот на нивни контакти во меѓународната заедница? Кои се ставовите по клучни прашања, и тоа без парфимирање, убави, егалистички термини, туку на искажување на ставови. Ние имавме дебати помеѓу Силјановска река и Пендаровски, во кои имаше непринципиелни коалиции, лични префрлања, имавме кавги кои служеа на овие нашиве
политички дебатни анализи, ама не беа дебати. Не се изслушуваа. И не дебатира по тој став. Туку беше една парада на ватабаутизм. Ама, да, ама ти така кажа, не, ама да ти така... На тие дебати се покажуваше нивната незрелост. Затоа, ние не можеме да бидеме председателски систем. Мислам дека некои од Западот сакаат, поради нивни интереси да биде поедноставно, но не можеме да бидеме, зашто бидејќи самите партии не произведуваат кадар кој е надпартиски, надполитички и кој би имал, не може би, имидж на татко на нацијата, но барем старател на државата и на општеството. Тоа едноставно не можеме да го направиме. Тоа може само доколку некој им каже да партиите дистанцирајте се, имаме поинаков кандидат, некој кој е достоен на таа позиција, со зрело знаење, познавање и сето тоа. Тоа тешко да се случи. Господин Зајколи, ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.